но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покраниш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во Аргументи. И вечера уште едно издание на Аргументи посветено на представниците на политичките партии. Вечера за среќа имаме лидер на една политичка партија, Стефчо Јакимовски од Гром. Добро вечер. Добро вечер. Предизборите станува турбулентно, господин Јакимовски. Специјалното јавно обвинителство ги засилува своите активности. Гледаме деновиве, влезе во Управата за безбедност и контраразузнавање, со цел да ги расчисти оние дубиози околу незаконското снимање и отвори два нови случаи. Како го коментирате ова предизборие? По мене, воопшто не е предизборието турбулентно, ова е очекувано. СДСМ очигледно спие, не работи ништо, за нив работи нивниот шеф на изборен штаб. Тоа е Катица Јанева, она очигледно се промовира во шеф на изборен штаб. Меѓутоа, како вика граѓаните, дупло голо. На почетокот се виде и со ова што, искрен да бидам, можеби ќе потребен тежок збор, се глупира и со Милијана Киевски и со Елизабета Канчевска. Логично е да излезе со нешто крупно, што нешто силно, кај што има цврсти и непобитни докази, каде што ќе нема никакви разговори после тоа, никакви одбрани или било што. Очигледно жената нема такви работи и со ова само повеќе му прави штета на Социјалдемократскиот сојуз. Бадијала ги зголемува очекувањата, само повеќе штета му прави и уште повеќе го прави инертен Социјалдемократскиот сојуз. Со тоа што влезе во УБК, тоа е уште една парада. Влегува внатре за да види дали има разлика измеѓу бројот на издадени налози за ПИМ мерки и колку е прислушкувано. Врапчињата на гранката знаат дека разлика има. Ако немаше разлика, немаше да видат цел овој циркус со прислушкуваните материјали. Кој прислушкувал? Човека што се призна на суд. Звонко Костовски. Значи, се е тука јасно и не знам зошто треба да влезе за тоа да треба да го види. Да, постои разлика измеѓу она што е издадено ПИМ мерки и она што е слушано. И не знам зашто за тоа треба да се тресе државата. Мене ми е навистина чудно, жената прави парада, сака дури да изиграва жртвеник, дека влегува, а таму и ако треба ќе остане и 10 дена нема да спие, за да некој, не знам, со лозинките да не влегол внатре, да бришел и така натаму, а не знам дали граѓанството знае дека Катица Јанева во моментов не се наоѓа во зградата во која што се наоѓаат машините, серверите и така натаму, не ги чува серверите, туку седи во управната зграда на Управата за безбедност и контраразузнавање. Зашто можеби нема пристап таму или зошто? И па нели треба да ги чува серверите, нели треба нив некој да не им направил нешто, мислам серверите не се машина, тие со лозинка се раководат и надвор тука и така натаму и така натаму. Мене ми е само смешно што и таа и тие што не си веруваат мислат дека веројатно претпоставувале дека УБК не знаела дека Катица Јанева ќе упадне, дека УБК и не знаела што ќе бара внатре, мислам тоа е навистина смешно. Ако е таква Управата за безбедност и контраразузнавање, таа не треба ни да постои, дали ме разбирате? И јас одговорно тврдам дека УБК 100% знаел и кога ќе дојде Катица Јанева и што и се намерите и така натаму, така да мислам дека само непотребно прави парада, го бламира безбедносниот систем на Република Македонија, кој што одлично функционира и мислам дека само уште поголема штета ќе му направи и на целиот процес, а уште повеќе на Социјалдемократскиот сојуз. И мислам дека треба да престане со вакви паради, треба да престане да биде дел од изборната кампања на Социјалдемократскиот сојуз. На крај сите заедно ќе собираат многу големи порази.
Генерално, сепак кој е вашиот став за работата на СЕО? Дали треба да постои или не? ГРОМ е единствена партија во Македонија која што од самиот почеток вели дека специјалното јавно обвинителство е производ со фабричка мана. Неговата фабричка мана е спротивна на устав и спротивна на закон за судство кој што е системски двотретински закон, а тоа значи дека штом нешто ви е влезено со фабричка мана, автоматски таа фабричка мана продуцира нови мани и вие гледате дека маните се кадровски и така натаму действувањето. И јасно е дека она што требаше да се направи, требаше да се работат институциите на системот. За само месец и пол, односно за само 2,5 месеца, ние му ги одземавме ингеренциите на Државното јавно обвинителство и на Зврлевски, со зборување дека тие не преземаат ништо, а сега гледаме ние дека КТС и специјалното обвинителство бара пролонгирање на тајмингот, затоа што е било многу малце време за да ги истражува овие случаеви. И очигледно дека не ќе биде малку време ако се бави со вакви глупости, не знам, комисијата на Милена Киевски била сменета, не била сменета и така натаму и така натаму. Очигледно ако таа знае да одвои битно од небитно, тогаш ќе има сосема доволно време за тоа што има намера да го направи. Со што мислите дека би требало сериозно се зафати КТЦ и специјалното јавно обвинителство, за да мислите дека ја работи работата за која што е поставена? По мене, она мора да одвои крупни работи од ситни. Крупни работи ако има крупен криминал. Затоа што се спомнува големи цифри и така натаму и така натаму. Ако има нешто крупно и една работа крупно да фати, тоа мислам дека ќе биде доволен доказ и за граѓанството и за меѓународната јавност, за граѓанството, за судството и така натаму и така натаму. Вака само целиот процес го бламира, ги растура силите. Нели со запаќањето за вакви теми за кои што говорите, уште повеќе би се инволвирала во изборниот процес, инволвирајќи личности кои што можеби ќе бидат дел од избирачкиот систем. Па добро, вчера во вчерашната ваша емисија овде, она што го кажа Милена Киевски и министерката Канчевска, само, како да кажам, човек кој што еднострано гледа и само со партиски научени не може да ги свати работите што е што. Значи, луѓето си дадат целосни аргументи дека апсолутно нема никаква врска. И сега, пазете, ако она пратила допис на 13 до Канчевска да ја достави документација, во која што и наведува дека 30 дена има рок да ги испорача документите. Ако на 14 влегува со истражители во Министерството за култура, ако на 17 влегува со судски налог, дали ми разбирате, што тоа кажува? Што тоа кажува? Кажува дека се брза, очигледно и за нив е кратка кампањата и гледаат навраз на нос што е можно побрзо ако можат нешто да извадат и да продуцират, но очигледно само се изламира. Ако е така, тогаш лесно се докажува. Значи сепак да оставиме овие судски инстанции за кои што се уште многу ми верува дека работат исправно, дека не се под притисок на власта, дека си ја завршат работата како што треба. Можеби така најдобро. И јас се слагам. Добро, доста се говори за работава на СЕО. На некој начин се интензивираат активностите баш во овој период, па затоа и предизвикуваат полемики, анализи, дали е тоа намерно или не, дали се на страната на Социјалдемократскиот сојуз или да работат за она што се поставени, но факт е дека и меѓународниот фактор во рамки на преговорите за Пржинскиот договор и лидерите на 4 водечки партии и во парламентот, каде што имате представник, изгласува дека тоа треба да постои, да работи така како што беше замислено. Тоа што кажам, дали вие сега како дел од тој систем, бидејќи припаѓате на владеачка гарнитура, се слагате со тој став што го донесе лидерот на ВМРО-ДПМН, на СДСМ? Апсолутно не се слагаме од сам старт. Ние за Пржинскиот договор вие гледате дека досега, ќе видиме, уште не дошло 11 декември, досега Пржинскиот договор е една голема пржинска измама. Едни избори се одложија, втори избори се одложија, нови барања, нови пролонгирања и така натаму и така натаму. Сето тоа кажува дека ние практично за овие скоро 2 години
Не ја разрешивме кризата, туку напротив ја продлабочуваме. И тие што од надвор наводно сакаат да ни помогнат, ако сакаат да ни помогнат, може многу брза разрешница да најдат на состојбата. Односно состојбата може да биде сите што се инволвирани, вклучувајќи го и Заев, вклучувајќи и Шекеринска, затоа што и таа не е чиста, и сите што се инволвирани да се тргнат настрана, да се оди на избори, кој ќе победи. Овие да си докажуваат својата невиност на суд, кога ќе завршат со судските постапки, ако се невини ќе се вратат во политика, ако не, тоа е тоа. А ова многу луѓе ќе беа надвор од политичката битка. Ама тие од надвор, ако ни мислеа добро, ќе го направеа тоа. Очигледно дека повеќе им одговара да ја држат земјата во агонија. Вие да бевте одлучувачки фактор и да можете да присуствувате на преговорите за Пришинскиот договор, немаше никој да се согласите со Пришинскиот? Гром немаше шанса да се согласи со Пришинскиот. Мислам дека решение веднаш требаше се оди на избори. И одредени остапки што требаше во поглед на медиумите, во поглед на прочистување на избирачкиот список, во поглед на Државната изборна комисија, тоа апсолутно е прифатливо и тука нема дискусии. Она со влез на министри внатре и така натаму апсолутно. Сметате дека избирачкиот список беше добар, дека медиумите беа па што се испостави дека избирачкиот список? Значи дали сега имаме добри услови за избори, дали тогаш немаше и тие имаа сомнеш во избирачкиот список, се испостави дека сомнежот им бил неоснован, дека цело време практично си ги подгредава страстите кај своето членство и симпатизери, дека едно време дури до 300.000 одеа дека има фантомски гласачи, но очигледно дека тоа апсолутно не е и тоа е добро за целиот процес, за кредибилитетот и на изборите, дека таква работа апсолутно нема. Значи, избирачкиот список, Државната изборна комисија, регулацијата на медиумите и така натаму, да има фер представување за време на избори или од распишување или не знам 100 дена пред избори, сето тоа се слагам. Меѓутоа, се она друго, влегување во влада, на неосвоена доверба на граѓани, давање на клучни министерства и ние гледаме дека ништо добро не се прави на Република Македонија. Ве молам. Предходниот ден министерот, дополнителниот заменски министер, не знам веќе како се вика, директорот на УБК и директорот на Бирото за јавна безбедност со премиерот справат состанок, искачаат на пресконференција и кажуваат сега ќе прават нов систем безбедност на државата кој што ќе е у интерес на државата така и веќе утрината во 1 часот ние имаме циркус во Министерството за внатрешни работи, во кој што таму се шетаат и сомнителни типови и така натаму. Што е проблем КТЦ Јанова да се најави кој ден сака да оди во управата за безбедност и контраразузнавање, што и треба да и дадат и така натаму. Нити таа, нити било кој да не биде најавен дека тајните служби не се знаат на работата и не знаат кој што отприлика спрема за оваа држава или на управата за безбедност и контраразузнавање. Мислам, тоа е илузија да некој верува во таква работа и без потреба од циркус или било што. И ние гледаме дека сето тоа само имаме една фарса. Ние со ова што некој влезе во Министерството за внатрешни работи, ние не го подобруваме безбедносниот систем, ние го влошуваме. Имаме командант кој што сакал на тие дело од Алфите да им дозволи да влезат со калашникови. Имаме одозгора директорот на Бирото за јавна безбедност кој што се спротивставува на тоа, директорот на управата за безбедност и контраразузнавање во вакви ситуации. Во власти. Практично во власти. И тоа, кој нормален човек ќе каже дека е во интерес на нацијата или е спротивно на интересот на нацијата? Веројатно идејата не била таква. Идејата, претпоставувам, не сум бил дел од преговарачкиот процес за Пршино, меѓутоа идејата да се формираат такви системи за кои што се говори дека и по изборите може да се обидат да профункционираат, е тешко, бидејќи кога немате политичка одговорност, не знаете кој министер на кого му дава отчет и одговара. Но беше целта веројатно да се омекнат односите внатре меѓу партиски и меѓу населението, да стекнат доверба. Граѓаните пред себе. Јас, например, кога би добил таква шанса да влезам во МВР, јас би одел во насока да покажам дека може да се работи поинаку, ќе се насочам кон гонење на криминал, ќе се насочам кон сузбивање на, не знам, терористички групи, трговија со дрога, белоробие, наркотици и така натаму, апсолутно не би се насочил во управење на овие циркуси, туку напротив, би покажал како би го водел Министерството за внатрешни работи. Ние овде гледаме нешто сосема друго. Добро, да направим мала пауза за реклами, а потоа продолжуваме понатаму со лидерот на Гром, Стефчо Екимовски.
Еве во вториот дел од аргументи, на подсетам уште еднаш, разговараме со Стефчо Екимовски, претставителот на ГРОМ. Господин Екимовски, значи според вас сега и порано, претпоставувам тоа што го кажете, услови за кредибилни избори има и вие ќе учествувате на нив. Апсолутно. Како? Дали имате своја собствена програма? Дали ја прифативте програмата на ВМРО ДПМН, чиј коалицијски партнер, претпоставувам, ќе бидете, одите заедно со ВМРО ДПМН? Одиме заедно со ВМРО ДПМН. Нашето мислење е дека во овој момент не е добро да се растурат силите. Според наша проценка, после 1992 година, од оној референдум каде што се изјаснувавме за слободна, самостојна и независна Република Македонија, после 23 години ова е најбитен момент во историјата на самостојна Македонија, каде што практично се одлучува граѓаните на кому ќе му дадат поддршка и каде што се одлучува дали граѓаните натаму ќе го живеат својот сон да имаат своја самостојна држава и која што представувана од лица и граѓани, политичари кои што тие си ги избрале, или пак ќе имаме марионетска влада која што ќе биде практично продолжена рака на туѓи интереси. Ние сме определуваме нормално за првата опција. Сметаме дека сликата, избирачката слика треба да ја направиме многу побистра, за да добиеме и почисти резултати, затоа што е битно за нацијата и од тие причини одлучуваме да одиме во коалиција со ВМРО ДПМН и останатите коалициони партнери. Бе прашувам затоа што очигледно е дека сега се прегрупираат сите. Едни излегуваат, други влегуваат во двата политички табори, дури во албанскиот блок се има обиди за групирање. Од оваа коалиција излезе ДОМ и ДС. Предпоставам дека вие влегувате на тоа место, дали ќе бидете, да кажем, бројно доволна замена за овие две места и колку очекувате дека ќе добиете или колку ваши кандидати ќе бидат на листите на оваа коалиција? Прво, дали ќе бидеме доволна бројна замена, кажуваат анкетите. Да. Јас сум човек што се бави со политика, кој не работи, како да кажам, на интуиција, на ветар или така натаму, туку сепак во политиката има екзактни работи, тоа се анкетите. Анкетите кажуваат дека ГРОМ е многукратно посилен и од ДОМ и од партијата на Павле Трајанов, што значи дека бројчено секако ГРОМ ќе си го даде својот придонес во таа коалиција и од тие причини сметам дека и минатиот пат разговорите што ги водевме за јунските избори, тамо ГРОМ на добитна листа имаше двајца своји представници, сега ќе видиме, значи разговорите во тој дел ќе течат. И почнавте, имате некоја фаза на преговори, се договарат или се уште рано? Не е се уште рано. Ние веќе разговаравме за тие работи и ќе ги конкретизираме наскоро. Ми се чини дека имате изјавено дека овие избори можеби требаше бидат најдобро заедно со локалните, ако не се лажам. Зошто ги преферирате таа опција и доколку се одлучеше да се оди на заедно на локални и вонредни парламентарни, дали вие ќе бевте на листата за член на парламентот или ќе останевте да конкурирате за истата градоначалничка позиција на Карпуш? Не. Јас нема да бев на листата за парламент, тоа е сигурно, и нема да бидам на листата за парламент. Зошто ГРОМ смета дека ние тоа, ако се сеќавате, уште кога се потпиша Пржинскиот договор и се кажа дека за април ќе имаме избори, ние уште тогаш искаживме со понуда дека да не се лажеме, Пржинскиот договор нема да се оствари, дај уште од сега да се договориме да одиме на локални парламентарни избори заедно. Прво, зашто ќе имаме поголемо излезеност, што е добро, поголем број на граѓани да се изјаснат и ќе ни бидат повредостојни изборите. Второ, ќе ги намалиме трошоците. Трето, нема да правиме зијан на државата. Да ве молам. Распишавме избори за 24 април. Од денот на распишување на изборите, вие не смеете да објавите тендер. Не смеете да купувате, не смеете да продавате. Што се продава? Земјиште. Вие како граѓанин, не знам, сте имале 15-20 квадрата во вашиот двор државно земјиште, вие треба да го откупите тоа земјиште за да направите доградба, надградба, да градите куќа или било што, или дали се гради стамбена зграда. Значи, се
тоа се запира. Штом се запрени тендерските постапки, тоа значи фирмите не можат да прават добавување на све оно што сепак владените институции, локалната самоуправа, јавните институции се големи потрошувачи, тие се силен двигател на економијата, автоматски застанува целата економија. И сега тоа го правиме 2 месеца во април, тоа го правиме 2 месеца пред јуни и сега истото го правиме 2 месеца во декември. 3 пута 26, значи од цела година ние 12 месеци не сме работели и потоа се чудиме зашто оваа земја не оди напред. Затоа што практично секоја година ние си правиме избори, нели имавме 2013, па имавме 2014 избори, па се договараме за 2016, односно 2015, се договоривме за 2016, па не бива на пролет и така натаму. И сето тоа се огромни зиени за економијата и затоа сметаме дека е најдобро да се собере и тоа да биде во едно време и очигледно дека опозицијата бега од таква работа. Зошто? Затоа што во тој случај владеачката партија мобилизира многу голем број на свој членство, на своји кадри, силата на локалната самоуправа. Значи, и по дефолт локалните избори даваат поголема излезеност во однос на парламентарните избори, затоа што лепезата на број на луѓе, советници, градоначалници такаму кои работат на терен, кои се борат, привлекуваат многу поголем број на луѓе да излегуваат на денот на гласањето. И тоа сметам дека ќе беше добро, но во исто време опозицијата се плаши да тоа ќе комбинира повеќе на владеачката коалиција и нормално е Зоран Заев, ако имаме и локални парламентарни, мора да се одлучи дали ќе биде пратеник или ќе биде градоначалник. Во ваква ситуација тој ќе може да се кандидира како пратеник, а потоа евентуално и како градоначалник, што значи отворени се две опции и во исто време владеачката коалиција заедно со бројот на градоначалници кои што има очигледно има со што да излезе пред граѓаните и со она што е сработено, но во исто време и со она што има да се понуди за наредниот временски период, особено во делот на инфраструктурата, на решавање на локалните проблеми на граѓаните кои што се доста битни за граѓаните, затоа што има и граѓани кои што не ги интересира високата политика, него му е битно дали тој ќе има пат до неговата куќа, дали ќе има фекална канализација, дали ќе го поплави вода, дали има квалитетна вода за пиење, дали децата му учат во училиште кое што му е средено со добри тоалети, со убави училници, дали во тоа училиште има опрема и така. Има и граѓани кои што, како да ви кажам, омрзната им е оваа наша политика. Ама сепак се прифати 11 декември. Па се прифаќа онака како што сака опозицијата само и само да... Зашто тие се толку моќни? Не се толку моќни. Како да ви кажам, како некој дете која ви кенка, се извинувам на изразот, пред спиење, се гледате да му доволите само да го смирите, да го спиете. Така и нашата опозиција, практично од тие многу изволјевања и така натаму, се гледа, се прави само да се дојде до избори, за да сликата стане побистра за тоа кој е кој и кој треба да ја води оваа држава. Господин Екимовски имаше две тези, две теории. Сега ние не знаеме точно која е вистинската. Фактите се тие. Отпред се сметаше дека опозицијата е таа што не сака избори ги одложува за да стекнела поголем рейтинг. Па потоа излезе обратно, дека тие брзаа за да избегнат од локалните избори. Некој сите овие тези се многу противречни. Не знаеме не се противречни, јасно е како ден. Значи, јас повеќе пати ние како партија предупредивме. Бегајте од избори, на локални мора да дојдете. Значи, колку сакате да бегате, не може да ги одлагате локалните избори. Локалните избори се утврдени со закон. Значи, во законот стои третата недела од март, се на секои 4 години се локални избори. Овој пат, бидејќи ни доаѓаат едно до друго изборите, се одложија за отприлика 10 мај. И тоа заборавив да го кажам. Можете да замислите вие, ние на 11 декември ќе ни завршат изборите, дали ќе има жалби, нема и така натаму, пребројување на гласачки ливчиња, све отприлика 25 до 30 дена е потребно Државна изборна комисија да даде јавно соопштение дека изборите официјално ги затвара. Тоа значи ќе преде негде кај 10 јануар и веднаш после тоа ние влегуваме во локални избори. И пак, она што ви кажувам, пак значи се блокира работа на локална самоуправа, на јавни институции, на влада, на парламент и така натаму. Јас мислам дека ние треба да направиме законски измени. Ако, например, има председателски избори
зошто треба за тоа да има застој во работата на локална самоуправа, на влада или така. Ако има локални избори, зошто на пример председателот да не може да ги обавува нормално функциите во смисла на планирани набавки, активности и така натаму, или владата? Мислам дека тука треба да направиме. Вие се говорите како градоначелник повеќе од тој аспект. Само како градоначелник, тоа носи големи штета и за граѓанството. Па вие знаете ли што значи од една година од 365 дена, вие 180 дена да бидете блокирани? Знам, затоа и вие говорите од тој аспект. Вие подолго време сте биле градоначелник. Оно што сте посветили најмногу е на во локалната самоуправа, да бевте пратеник, да бевте вашата партија е релативно нова, да кажам. Имам две прашања, заради тоа ми произлегува и прашањето. Во коалицијата влеговте со своја политичка и економска програма или прифативте таа на ВМРО ДПМН? Затоа што сега е актуелно. Значи, дали некоја партија има програма или не? Тоа стана алфа и омега за влез во... Ние сме партија која што имаме најскапо платен глас. Односно пратеник, 32.000 гласови, имаме добиено еден пратеник. Ние на изборите си настапивме со собствена програма, потоа се приклучивме на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Јас победив како градоначелник во општина Карпош, значи победивме. Тогаш нормално носител беше Српската напредна странка на мојата кандидатура. Значи, апсолутно, ние од претходно од оваа коалиција немаме ништо заеднички добиено, туку напротив, ние си имаме приклучено и ние имаме своја собствена програма и апсолутно дел од таа програма нормално кореспондира со програмата која што има владачката ВМРО ДПМН. Кадри? Со кои кадри ќе одите? Имате стари, нови, млади? Па вака, ние имаме кадри кои што веќе полека се профилираат на политичката сцена. Ако една партија има 2 или 3 пратеника, не можеме да очекуваме да излегуваме со анонимни личности, туку напротив, ние настојуваме да тие бидат силни личности, да квалитетно ја представуваат партијата и нормално квалитетен аутпут да дадат према граѓанството. Истото тоа ќе се случува и со лицата кои што ќе бидат во извршната власт. Господин Јакимовски, често сте на медиумскиот простор. Еднаш како градоначелник кој говори за успесите на својата партија, потоа како председател на ГРОМ, често пати полемизирате со одредени граѓани, политички партии, со колумни. Како стигате? Па тоа, знаете, тоа само покажува дали имате капацитет да работите повеќе работи или немате и дали можете доволно квалитетно да ги работите тие работи или не можете. Јас кога не би можел да обавувам функција председател на партијата и да се бавиме со големата политика и во исто време да бидам градоначелник на општина Карпош, јас секако дека од едното би се откажал. Но очигледно дека посветуваме доволно време на работата на локалната самоуправа, доволно време и на работата на партијата и доволно време да бидеме присутни во јавноста, да нашата партија биде присутна, да придонесуваме со своји ставови. Вие видовте дека сите или најголем дел од помалите политички партии во оваа ситуација се тргнаа настрана. И главната битка ја водат СДСМ и ВМРО ДПМН. Единствено ГРОМ и нешто една-две друга политички партии повремено ќе седат, но најсилно ГРОМ излегува со своји ставови токму во оваа политичка ситуација и ние мислиме дека тоа е нашата мисија. ГРОМ да биде партија на центарот? Па ние сме партија на центарот. Ние сме партија на центарот и сметаме дека во оваа ситуација не смееме да се криеме, туку напротив, за тоа сме формирани, за тоа постоиме, за да ние од прилика патоказот на граѓанството му го даваме и политичките појави што се, кои било да се скриени намери, било да се јавни на политичката сцена, ние сме должи да ги расветлуваме и да ги апострофираме за да може граѓанството полесно да го донесе својот суд. А зашто не се обидовте сами дојдете на изборите рече? Па ние се обидовме. Верувате дека имате доволен бекграунд, доволна подршка. Сега за разлика од влегувате во шемата на сите други партии кои проба сами еднаш и потоа бргу бара уточиште во Добра ви е вашата теза. За разлика од Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, ние почитуваме волјата на граѓаните. Јас може да мислам дека сум поквалитетен од Груевски, дека можеби повеќе знам политика, дека можеби пофино изгледам од Груевски и така натаму, ама народот повеќе го сака него.
односно и Зоран Заев исто така. На едниот му дала 450.000 гласови, на другиот му дала 300 и кусури гласови, а мене граѓаните ми дале само 32.000 гласови. И јас тоа го почитувам. И како резултат на тоа што го почитуваме, ние ја прифаќаме волјата на граѓанството. Но во исто време, вашата теза дека ние како политичка партија брзо сме се приклониле кон поголемите политички партии, меѓутоа точно дека сме влегле во коалиција, но сме единствена партија од помалите партии кој што има рейтинг 1,4% во однос на сите оние кои имаат 0,3, 0,1, 0,4 и така натаму. Значи ние сме во коалиција, меѓутоа Гром својот идентитет не го дава и своето мислење го кажува јавно и отворено. Вие можете да видите дека често пати не чувавме со одредени работи кои што ги правеше премиерот Груевски, владеачката ВМРО ДПМН, особено околу оваа политичка криза. Обично околу партиите на центарот би требало во светот, можеби кај нас не е типично, да се грабаат и левите и десните политички партии. Во Македонија има многу суета кај сите, претпоставам. Ако не беше така, ако ви понудеа вашите стари политички партнери понуда за коалицирање, ќе ја прифатевте? Како Гром? Како Гром, да. Како Гром нема да ја прифатев. А што е различно, како Стефче Кимовски? Не. Никако Гром, никако далеко од тоа, значи кај мене нема предрасуди, нити пак мојата партија смее да биде заробеник на моите фрустрации или мојот каприц према Социјалдемократскиот сојуз. Јас сум свесен дека некогаш можеби ќе дојде до соработка со Социјалдемократскиот сојуз, ама тогаш кога ќе се наметне таква потреба која можеби ќе биде неизбежна, јас тогаш нема да бидам председател на таа партија, но никако не би сакал да го кочам работењето на партијата. Сметам дека Социјалдемократскиот не се работи за никаков каприц. Ние во политиката мора да бидеме прагматични, мора да носиме одлуки и решенија кои што ќе бидат нормално во интерес на граѓаните, но во интерес и на сопствената партија. Сметам дека Социјалдемократскиот сојуз ова што го прави е спротивно на интересите на граѓаните на Република Македонија, дека ги девалвира институциите на системот, ги подрива темелите на оваа држава и практично ништо добро не им донесува на граѓаните на Република Македонија и дека начинот на водење на политичката борба што ја правеа према мене за време на локалните избори и сега што ја пременуваат е премногу ниско, премногу си имаат спуштено, си имаат приземнето и значи и сметам дури дека е крајно покварена такво начин на водење на политика и на такво нешто нити јас нити моите колеги од Гром можеме да дадеме поддршка, ниту пак можеме да соработуваме со такви политички партии. Добро, благодарам. Одиме уште еден блок реклами, а потоа завршиме со Стефче Кимовски. Господине Кимовски, може да продолжиме на истава тема кон крајот на ова интервју, бидејќи добро почнавме да ги објаснуваме работите. Важите за личност која жестоко, медиумски се справува со своите политички опоненти. Не бирате зборови, теми, економски, политички. Своевремено тоа беше ВМРО ДПМН, кога бевте член на Социјалдемократскиот сојуз, сега спротивно. Да. Што е прашањето? Прашањето е логично. Дали нешто се промени во СДСМ за да ги критикувате на начин на кој што го правите тоа, бидејќи сега говорите дека тие се однесувале на несоодветен начин кон вас и кон вашето заминување. Значи, дали кога би биле таму поинаку би ја воделе опозицијата и дали нешто во ВМРО ДПМН се промени на подобро, што не е предмет на вашата критика? Бидејќи ми се чини тоа се случуваше многу бурно преку ноќ. Преку ноќ се случија две различни тези кои што сега ги пласирате. Затоа говорам. Значи, вие сте истиот човек, но таргетот е поинаков. И јас не кренав рака врз Социјалдемократскиот сојуз, тие крена врз мене. И јас не отидов да се борам на изборите против Социјалдемократскиот сојуз, туку отидов да се борам против Јагнела Куновска и да се борам за интересите на граѓаните, затоа што анкетите покажуваат дека јас
и се оно што сме го работеле во до 2012 година, граѓаните го почитуваат и бараат да продолжиме да ја водиме општина Карпош. Испаднав дека сум потполно во право. Јас само ја почитував волјата на граѓаните на општина Карпош. Социјалдемократскиот сојуз потоа одлучи да оди на избори, значи го направи истото оно што практично и јас го направив. Можеше на избори да не излегува со против кандидат. Тие намерно го ставија поранешниот мој наследник во Карпош, кој јас го поставив за градоначалник во општина Карпош, па потоа победи 2005 на изборите, меѓутоа кога заминав јас, тој ме замени во општина Карпош и генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз. Што беше? Се виде дека разликата е убедлива, вториот круг исто така имаше прљави игри. Јас не отидов да преговарам со ВМРО ДПМНЕ. Андре Петров одеше да преговара со ВМРО ДПМНЕ. Господинот Бранко Црвенковски нудеше да ВМРО ДПМНЕ нивните гласачи гласаат за Андре Петров во Карпош, а гласачите на Социјалдемократскиот сојуз да ги насечат кон Влад Тодорови за да изгуби Андре Женовски. И сега прашувам вас, кој играл покварени игри? Јас или Социјалдемократскиот сојуз? Иначе Андре Петров повеќе средби имаше со Кире Божиновски, секретарот на ВМРО ДПМНЕ, јас ги имав тие сознание. Околу тоа, значи, бараше средби со поранешни советници од ВМРО ДПМНЕ, со други граѓани кои што се членови на ВМРО ДПМНЕ и така натаму, за да издействува коалицирање во вториот круг. И сега пазите, кога тоа го прави мајстор Бранко, во името на СДСМ све е оправдано. И најниските и најприземните работи, тоа се нормално и тоа членството нивно може да го голта. Кога нешто слично ќе направи некој друг, тој е предавник, тие треба да го судуваат. Ве молам, ми не навредува супругата. Ми претаја на децата. Облекува мајци кучиња со мои мајци. Пишува надписи со недолични пароли. Се обидува и кучето да ми го отрујат. Моравме да го оперираме и да не ви зборувам што сите други работи. Тие напади продолжија врз мене. И повторно ќе кажам, ја сум човек кој што е приземен во политиката, размислувам рационално. Ние и кога сме биле противници со ВМРО ДПМНЕ, ниски игри немало. Ниски напади, ниски страсти, мешање на фамилии и така натаму немало. Тоа ВМРО ДПМНЕ не го правил. Значи, битката и борбата била витешка. Овде имаме битка со кукавици. Тоа е разликата кога разговараме за едните и другите во политичкото действување. Вие со две гарнитури на СДСМ расчистувате. И со она претходната на Црвенковски, сега со Заев. Не, со ова гарнитура на Заев јас немам што да рачистувам. Главно вашите колумни наступи се кон ова гарнитура. Немам што да рачистувам. Навредите што ги изрекуваат кај мене, према мене, се оно што го прават во Советот на општина Карпош, ние ништо не работиме различно од оно што сме работеле до 2012 година. Истите работи се работат, истите активности ги имаме, истите проекти ги имаме, дали ме разбирате? Тие со дрви со камења фрлаат по мене какви све не епитети, криминалец, ајдук, не знам што све, не зборат и така натаму. Како можеш да сакаш да имаш соработка со такви луѓе кои што очигледно да можат би удавили и во чаша вода? Мислам, јас повторно кажувам, раката првија крена тие врз мене. После локалните избори и јас им понудив коалиција на Социјалдемократскиот сојуз. И тоа на два пати побаравме средба. Генералниот секретар веднаш после изборите, после локалните избори, генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Андре Петров тогаш јавно изјави Стефче Акимовски нека си прави коалиција со ВМРО ДПМНЕ. Во ред, им се заблагодаривме и тоа беше толку. Но главното и клучното е денеска што ова што го прави Социјалдемократскиот сојуз е спротивно интересите на граѓаните на Република Македонија и ние за тоа не можеме да стоиме. Спротивно на граѓаните што не се поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз или мислите на оние поддржувачи ваши и на ВМРО ДПМНЕ? Пазите вака, вие сте глава на вашето семејство. Вие може да мислите дека правите нешто добро за своето семејство, ама вашето семејство може да го однесете во амбис. Тоа значи како цела фамилија да отидете. И ова што го прави Социјалдемократскиот сојуз не прави добро за ниеден граѓанин на Република Македонија. Внесе лоши практики, непринципиелни практики. Ние сме партија на центарот и граѓанска партија. Свето правило на граѓанските партии е приватноста. Некој овде
се обиде максимално да ја разруши приватноста. Да се разбереме, праша, кој реков дека сте жесток борец, жесток критичар, значи вашиот вокабулар е секогаш таков, без разлика од која страна доаѓа. Не, мојот вокабулар е секогаш јасен и точно прецизен и точно победен тоа што треба. Не беше злонамерно кажано, за да не зборам во ракавици. Само да ве појаснам. Да, не говорите во ракавици. И тогаш и сега. Сакав да ве прашам, значи со таа жестина би настапувале или поинаку би действувале како опозиционер, кога вие би биле се уште таму или предводник на неопозицијата, нека и друга опозиција, или не? Дали забелешките кон власта остана или ги бришавте со влегувањето во коалицијата? Не сакам воопшто да размислувам дали јас би бил опозиционер и дали јас би бил таму. Тоа прашање за мене е затворено и воопшто немам чип во мозокот кој размислува на таков начин. Пазте вака, сме упативувале критики за Скопје 2014 година. Меѓутоа Скопје 2014. Не мора да значи, само ве прашувам. Значи она што тоа што го зборене, бидејќи останало зад вас. Ако човек отвори Стефче Акимовски, ќе ги најде сегашниве колумни, ќе ги најде оние претходните. Тоа не е многу одамна. Истото ќе го отворите за Тито Петковски и ќе си најдете нешто друго. Ќе отворите за Ива Величковски или Стојан Андов, додека бил коалиција со ВМРО ДПМН и мислам. Да, тоа не е прв пат, не е и нема да биде последно веројатно. Значи сме критикувале Скопје 2014 година. Тоа било фикција и сме мислеле дека биде голем занос. Меѓутоа тоа денеска излегува нешто сериозно и наличува на нешто убаво. Ги критикуваме спомениците. Точно дека има многу споменици. Ама кога ќе прашате некој граѓанин, па и сами себе кога ќе се прашаме, кој се наоѓа на тие споменици, се да кажеме на работа. Кога сум отишол таму и кога гледам дека Војданче Римски, имаме споменик на Војданче Римски, или на Ристо Шишков, или на Петре Паличко. Може ли граѓанин на Република Македонија да каже дека не му е мило што тие личности се наоѓаат на витални места од метрополата што се вика Скопје? И втора работа, Скопје заличува на метропола. Можеме ли да кажеме дека тоа што граѓаните на Скопје се возат во климатизирани автобуси не е добро? Можеме ли да кажеме дека што се направија булевари, се подобри хигиената во Скопје и така натаму. Тоа што се работат инфраструктурни проекти не е добро. Секогаш јас сум критикувал зашто не инвестираме во инфраструктура. Ние сега гледате дека имаме сериозни проекти и на Коридор 10 и на Коридор 8 и практично 2020 година Македонија ќе биде сосема поразлична држава од она што била 2006 година. И уште едно многу битно прашање. Сум бил министер за економија. Знам колку е ужасно тешко да донесеш странска компанија во Република Македонија. Зошто? Затоа што е мала држава, затоа што е вака политички и етнички нестабилна, затоа што е мал пазар и затоа што да не мисли некој дека само ние ги нудиме овие поволности што ги нудиме во слободните економски зони. Тоа го нуди исто и Босна и Херцеговина, тоа го нуди и Србија, дури повеќе од нас, додека немаше потпишано пакт за стабилност, значи тоа го нуди и Бугарија и другите држави го нудат. Меѓутоа евидентно дека многу фирми странски дојдоа овде во Република Македонија, што значи дека некој многу се потруди да ги донесе, создаде амбиент, сепак таму луѓе работат, сепак наши компании кореспондираат со нив, значи како логистика во делот што е потребно за тие компании и така натаму и очигледно дека дел од тие компании веќе 2017 година Johnson Controls сите бенефиции му завршуваат, една по полека почнуваат ќе почнат да ги плаќаат даноците предонесено онака како што треба. Значи има работи да завршиме. Има работи кои што очигледно дека дадоа резултати кои што треба да се поддржат. Само уште едно прашање од оние негативни кон вас квалификации кои што веројатно на сите сте се навикнали да имате одговор за се. Но морам да ве прашам, дали ви пречи што ве нарекуваат портпарол или ударната тупаница на ВМРО ДПМН? Имаме една минута време да завршиме се. Апсолутно не ми пречи ништо. Тие што тоа го зборат им пречи, како да кажам, точноста и прецизноста на поентите што ги погаѓаме во нашите пресови, во моите колумни, во моите дискусии и на времените реакции што ги кажуваме. На ниту еден мој прес, на ниту една моја колумна и на ниту една моја теза Социјалдемократскиот сојуз нема одговор. Или тие што викаат портпарол
немаат одговор на тоа што на фактите кои што ги кажуваме. На пример, ќе ви дадам еден факт. Зборуваме за обврзниците, дека ова влада се задолжувала со обврзници. Први кој што издадо еврообврзница бев член на таа влада е Социјалдемократскиот сојуз. Издадовме обврзница 150 милиона евра. Таа обврзница требаше да се вбризга во стопанството, да се подигнат јавните инвестиции со цел да се качи економскиот раст. Што се направи? Се собраа 150 милиона евра и ова е за рубрика верували или не. Социјалдемократскиот сојуз еврообврзницата ја стави во девизни резерви и после 10 години за тоа плативме 70 милиона евра камата на еврообврзницата и вие ќе кажете дека тоа е исправна економска политика, односно Стефче Јакимовски треба да ги пречути работите кои што ги знае. Се ова факти или не се факти? И добро е некој да каже не беше така, не беа 150 милиона, беа помалку, не ги ставивме тамо, туку ги вложивме во стопанство и така натаму. Јас секогаш кога разговарам во политиката, зборувам со факти и добро е да зборуваме со аргументи и впрочем се наметнува на друго прашање. Зошто никој од Социјалдемократскиот сојуз не е подготвен или представници на другите помали партии во таа нивна коалиција бегаат од вака дуел емисија, дебатна емисија кога е присутен Стефче Јакимовски. Благодарам што сте гостин во аргументи и вам, како и на останатите политички партии, ви посакувам успешна политичка кампања, а нека победи недобриот. Апсолутно. Благодарам што нашка. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Довидување и пријатно. Но за старт, за да можем да одработам платата, Почитување на функцијата која ја Немаш право да покраниш и тоа не може да направиш. Имам. добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А да молам режија.